Почитувани, јавното предпријатие Водовод од Куманово, кое што е под општина Куманово, е пред колапс. Градоначалникот на СДСМ на општина Куманово Зоран Дамјановски ги доведе јавните предпријатија пред банкрот. Во општина Куманово имаме хронично и долгогодишно обезвреднување на јавните предпријатија. Поминаа неколку месеци од локалните избори и од поставувањето на нов директор на јавното предпријатие Водовод Куманово, а долгот на предпријатието се уште е вртоглаво голем и понатака се зголемува. СДСМ во континуитет раководи лошо со општината и јавните предпријатија. Владење непотизам, партиски вработувања и именување на кадри, континуирано заложување на општината и предпријатијата. Тоа се гледа и во раководниот кадар на предпријатието. Откако најнапред директорот на јавното предпријатие Водовод Куманово беше кумашинот на Зоран Дамјановски Виктор Божиновски, по негово очајно лошо работење во неколку годишниот мандат, на негово место СДСМ го поставија Горан Стојковски, кој е син на поранешниот пратеник на СДСМ Благоја Стојковски. Ова е начинот на кој што СДСМ функционира и работи. Непотизам, партиски вработувања и именувања, задолжување на секој чекор или со еден збор недомаќинско работење. Верувале или не, јавно предпријатие Водовод Куманово должи 130 милиони денари во однос на добавувачи и судски пресуди. Дури 50 милиони денари изнесува долгот кон Водостопанство Куманово, предпријатие кое долгот мораше да го потврди по пат на тужба и судска пресуда. Иако е донесена пресудата, долгот се уште не им е исплатен. Наместо да се намалува, долгот на јавното предпријатие Водовод од Куманово константно се зголемува. Недомаќинското работење на менаџерскиот тим, како предпријатието, така и градот, ќе го доведат пред колапс. Да не заборавиме дека се вршеше селектирано наплаќање на долговите на граѓаните од страна на јавното предпријатие Водовод и без налог за наплата, со цел да ги заплашат сите оние кои што не се членови на СДСМ. Јавното предпријатие Водовод Куманово и покрај 130 милиони долг е пренатрупано со вработени, кои работните места ги добиле по пат на партиска книжка од СДСМ. Истите тие вработени и самите знаеме дека нередовно ја добиваат својата плата. Замислете, кога останатите граѓани редовно ги добиваат платите, вработените во јавно предпријатие Водовод Куманово пред 2 недели го добија својот аванс за плата од август. Потенцирам, аванс, а не целата плата. Иронично и тажно. Почитувани, овие огромни милионски долгови не смеат да се занемарат, бидејќи со ваквото недомаќинско работење кумановчани ќе останат без вода. Не би сакале да се доведеме во ситуација кога граѓаните на Куманово би живееле без вода како во 18 век. Ние сме должни да им укажеме на кумановчани за ваквото работење на градоначалникот и менаџерскиот тим на јавното предпријатие Водовод Куманово, со кои што директно се загрозуваат интересите на 120.000 граѓани на Куманово. Благодарам.